Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Се усвои буџетот на општина Тетово. Касами вели дека нема да се дадат пари за здруженијето кое сака Албанска академија на науки. Македонската армија е почитувана и компатибилна со НАТО. Председателката Силјановска Давкова посакува свет во кој мирот е главна опција. Имаме најбрз раст на бруто домашниот производ во регионот, вели премиерот Мицковски. Македонија ќе биде брзо растечка економија и во 2025 година. Почит за еден од најголемите македонски државници, одбележана 13 годишнината од смртта на Киро Глигоров. Нема да треба да се оди по печат. Печатените електронски документи ќе се признаваат од сега како оригинали. Со лажни документи и фалсификати внесувале украдени луксузни возила. Обвинение против 10 лица, меѓу нив и службеници од Министерството за внатрешни работи. Државниот просветен инспекторат ќе провери дали се превземени дисциплински мерки во училиштето во село Челопек Тетовско. А на самиот почеток да ја проследим изјавата на американската амбасадорка Анџела Агелер, која изјави дека е задоволна што поранешниот вице-премиер Артан Груби е на црната листа на Соединетите Американски држави. Таа во подкаст вели дека за случајот што тој е обележан од американските власти, доказите се на дофат на македонските власти, но како што рече, тие не се орган на прогонот. Доказите се тука, најголем дел од нив, не сите. Може да се отвори случај од она што е достапно тука и во регионот, и тоа е она што ние како амбасада се надеваме дека ќе се случи, но исто така ние не сме орган на прогонот. Јас нема да му влезам никому дома, но се надевам дека ова поттикнува акција и можам да кажам дека последните неколку имиња на црната листа навистина предизвикаа реакција, изјави Агелер. Nalej, nalej,
Zatvor se najdovme, ako ga varavme. Zatvor se najdovme. Smrt ili sloboda, smrt ili sloboda, za Makedonija. Smrt ili sloboda, za Makedonija. To vino. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
bezbrojni stada, stada ta veleja, a grozdovi zrejat Makedonijo, po tvoji ridovi. Stada ta veleja, a grozdovi zrejat Makedonijo, po tvoji ridovi. Ništo ne te plaši Makedonijo, na ovoj beli svet. Ništo ne te plaši Makedonijo, na ovoj beli svet. Tvoj dušmanke vleze, živ nema da izleze Makedonijo, ti dostavaš grob. Tvoj dušmanke vleze, živ nema da izleze Makedonijo, ti dostavaš grob. Со гласовите на 27 од вкупно 31 советник, Советот на општина Тетово на 43-та седница го усвои буџетот за 2025 година во износ од 49,3 милиони евра. За оваа точка на дневниот ред не се дебатираше и веднаш се пристапи на гласање. На новинарско прашање дали ќе се одвојат буџетски средства за Сдруженијето на граѓани кое сака да формира Албанска академија на науки и уметности, како што неколку пати најавуваше градоначалникот Билјал Касами, тој со одговор дека ќе се реализира, ама тоа не е прашање на буџетот. Што се однесува до Албанската академија, сигурно дека ние како општина Тетово, согласно нашите превземени обврски, ќе стоиме на тоа, а ќе бидеме понатаму во договор со нив како ќе се реализира. Значи, не е прашање на буџетот кој беше усвоен денес. Реков, значи, тоа е прашање на поддршка која ние веќе сме ја договориле и ќе видиме како ќе се реализира, изјави Касами. Од друга страна, четворица советници на ВМРО ДПМН и двајца на СДСМ гласаа против општинската програма за култура предвидена за финансирање со буџет, каде што се предвидуваат речиси 13 милиони или 210.000 евра. Според СДСМ има обид да одвоја средства за така наречената Албанска академија. На денешната седница на Советот на општина Тетово, градоначалникот Касами, коалицискиот партнер ВМРО ДПМН, сакаа да протуркаат одлука за одвојување 40.000 евра за формирање на паралелна институција, така наречена Албанска академија на науките. Советниците од СДСМ Тетово категорично се против одвојување пари на граѓаните на Тетово за формирање на паралелни институции кои наместо да служат за интересите на граѓаните, поттикнуваат поделби и создаваат тензии. Науката ниту треба да се партизира, ниту да се етнизира и злоупотребата во дневно-политички цели и потреби како што сака да се направи, изјави советникот Глигорije Стојановски. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Ангел Карапетров изјави дека направиле детална анализа на буџетот и програмите при што констатирале дека такви средства за академија не се предвидени. За програмата за култура рече дека наместо општи одредби треба да се прецизира соодветна и правична застапеност на проектите. Затоа дадовме и поддршка на буџетот, но видовте дека и сите советници го поддржаа буџетот за 2025 година. Програмата за култура не ја гласавме затоа што видовме дека таму се предвидени 13 милиони денари, односно 215.000 евра, но проектите се општи. Сакаме, значи, да се почитува соодветната и правична застапеност на проектите во општина Тетово. Не сметаме дека од овој буџет може да се издвојат пари за Албанската академија, изјави Ангел Карапетров. С нощи мина,
Многу пати сум рекла дека мирот и нашата безбедност во најголем степен зависат од нашите вооружени сили. Убаво е да знаете дека стоите на чело на армија која е почитувана, компатибилна со останатите, иако е мала, таа е најголемиот гарант за нашиот мир, порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Претседателката Силјановска-Давкова при посета и разговор со припадниците на армијата рече дека видела импресивна воена опрема и дека се работи за држање чекор со најсовремените трендови. Тоа е логично кога зборуваме за НАТО армија. Се разбира, моето последно прашање беше колку чини сето тоа. Јас мислам дека оние 2% се голема сума. Секогаш размислувам за тие 2% во други сфери и посакувам да нема потреба да се користи ова оружје. Тоа го посакувам и заради овие зад мене, и заради овие пред мене, и заради началникот. Посакувам свет во кој мирот ќе биде главна опција, а нема да размислуваме за вооружување. Се разбира, јас ги разбирам потребите, меѓутоа исто така прашав дали се ова донации или пак одвојуваме од буџетот. Она што е најважно не е всушност оружјето, туку луѓето, изјави Силјановска-Давкова. Таа посочи дека припадниците кои се дел од вториот пешадиски батальон изворедно ја поминаа евалуацијата во 2022 година. Знам дека оваа година е најважна пред евалуацијата во 2026, но од редовните контакти со началникот, со генералите, јасно ми е дека подготовките се постојани, дека тие се во кондиција, во тек со современите доктрини на војување. Но дозволете ми, како некој што не сонувал дека ќе биде сведок на презентирање на вакво современо оружје, да кажам дека јас секогаш сум била за мир. Секогаш сум давала предност на мирот и мислам дека е многу почовечки и многу поумно секогаш превентивно да се постапува. Кога ќе дојде до војна, тоа е веќе пораз на оние кои не смееле да доведат до тоа, рече Силјановска-Давкова. Шефицата на државата додаде дека 2025 година е година кога се слават 80 години од Организацијата на Обединетите нации. Како што рече, Обединетите нации настанаа како еден базично мировен концепт и тогаш сите се колнеа дека никогаш повеќе нема да дозволиме војна. Но се соочуваме со војна и Европската Унија настана како мировен концепт и нејзините основачи Шуман, Аденауер, Де Гаспари и Моне тогаш велеа дека таква организација ќе обезбеди траен мир, а она што ме загрижува е што денес војуваат европски земји, Украина и Русија. Значи се надевам дека 2025 година ќе биде година во која што местото каде што треба да се решаваат проблемите, Њујорк, Организацијата на Обединетите нации, навистина ќе биде искористено, изјави Силјановска-Давкова. Началникот на генерал штабот на армијата, генерал мајор Сашко Левчински, рече дека војниците се високо мотивирани и спремни за изведување на своите задачи. На крајот на посетата, претседателката Силјановска-Давкова на вториот пешадиски батальон му подари видеопроектор и присуствуваше на заедничкиот ручек. Kako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Otkako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite zboroj veruvari mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite zboroj veruvari mi.
се ти подари. Сета младост си ја изгуби. Се што има се ти подари. Сета младост си ја изгуби. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Премиерот Христијан Мицковски очекува 2025 година да биде поуспешна од минатата со раст на бруто домашниот производ помеѓу 3,5 и 4%, инвестиции од над 1 милиарда и со буџетски дефицит од 4%. Очекувам параметрите во економијата во 2025 година да бидат подобри од тие од претходната година. Растот на бруто домашниот производ да дојде близу 4%, помеѓу 3,5 и 4%, иако проектираниот е 3,7%. Според него, 2024 година на економски план заврши со подобри резултати од очекуваните. Очекуваме да имаме позитивни параметри за растот на бруто домашниот производ за четвртиот квартал, со што севкупно растот за 2024 година ќе биде 2,6%, 2,7%, а зошто да не и 3%. Првиот квартал беше слаб, но третиот и четвртиот се навистина успешни, би рекол најдобри во регионот, изјави Мицковски. Тој повтори дека очекуваното ниво на странски инвестиции во 2024 година да надмине 1 милиарда евра и да достигне уште поголем износ во 2025 година. Буџетскиот дефицит за 2024 година, како што информира вчера министерката за финансии, има подобри параметри од предвидените и нема да биде 4,9, туку 4,4%. За 2025 година очекуваме да биде под 4%. Навистина имаме убави финансиски параметри, ќе бидеме меѓу првите 5-6 најбрзо растечки економии и ќе се вратиме на местото каде што бевме пред 10 години, кога станува збор за економијата, изјави Мицковски.
kade ono dižludo. Ta ona vojska odižludo i od vojska ideš. Nitna vojska ono da mome, nit od vojska idam. Tug su bilo nad pazar, konja su rumku bilo. Tug su bilo nad pazar, konja su rumku bilo. Fati konja ludo mlado, odnesi me doma. Tako saka promenica, majke odmenica. Tako saka promenica, majke odmenica. Печатените електронски документи ќе имаат иста важност како оригиналниот документ. Ова е овозможено со измените на Законот за електронски документи, што го изгласа Собранието. Во Собранието мнозинството ја изгласа измената на Законот за електронски документи. Јас велам 2 члена се многу мала измена, но мислам дека многу ќе значи. А тоа е дека од сега електронските извадени документи од порталот или било кој државен портал кои што се целосно електронски ќе може да ги испечатите и да ги искористите исто како оригинален документ. Нема да треба да одите по печат, истакна министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на синоќешното гостување во емисијата За или против на телевизија Алфа. Измените на овој закон според Андоновски ќе доведат до олеснување на вадење на документите и наместо да се оди по шалтери, граѓаните ќе ги добијат услугите на своите мобилни уреди. За жал досега кога ќе извадевте некоја услуга од порталот, иако таа е подпишано со QR код и електронски подпис, истата ќе ја приложевте во некоја институција како документ, ќе ви кажеа дека документот не е оригинал, туку копија. Со измените на законот, овој испринтан електронски документ ќе ја има истата важност како да е со обичен син печат, така што ќе може целосно да се користи насекаде, истакна Андоновски. Тој најави дека ќе има инспекцијски надзор кој што по пријава на граѓани ќе реагира доколку некоја институција не им ги прифати нивните испечатени електронски документи. Измената на овој закон ни дозволува и инспекцијски надзор од страна на Министерството, што значи дека прво превентивно подготвуваме едно упатство кое ќе го испратиме до сите институции да знаат како функционира процесот и да бидат свесни. Потоа, при пријава на граѓаните, кога ќе забележиме дека тие не го почитуваат законот, во случај да има такви, ќе имаме простор за изрекување и на прекршочни санкции за оние институции кои нема да ги прифатат овие електронски документи, појаснува Андоновски.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ai, que urușițe
На 1 јануари пред 13 години почина првиот председател на самостојна и независна Македонија Киро Глигоров. Делегација на владата, предводена од министерот за јавна администрација Горан Минчев, положи свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште на градските гробишта Бутел во Скопје, со израз на почит кон животот и делото на председателот Глигоров, кој го посвети својот живот на визијата за мирна, стабилна и напредна Македонија. Делегацијата се потсети на неговото мудро раководење во еден од најпредизвикувачките периоди од историјата на нашата држава, како и неговата улога во обезбедувањето на независност преку мирен пат, соопшти кабинетот на Минчев. Министерот Минчев нагласи дека делото на Киро Глигоров е трајно врежано во темелите на современата македонска држава и дека неговата визија продолжува да инспирира генерации. Киро Глигоров како символ на мудрост, достоинство и државничка одговорност, неговата посветеност кон демократијата и суверенитетот останува светла точка во нашата историја, истакна Минчев. Киро Глигоров е роден на 3 мај 1917 година во Штип. Тој имаше активна улога во процесот на политичкото осамостојување на Македонија и незиното меѓународно признавање. По референдумот на 8 септември 1991 година, на кој граѓаните се изјаснија за независна и суверена држава, Глигоров на 25 јануари 1991 година во собранието беше избран за прв председател на самостојна и суверена Република Македонија. На 7 март му го довери мандатот на Никола Кљусев за формирање на првата влада, а по донесувањето на уставот ги превзеде сите активности за меѓународно признавање на Македонија. На 3 октомври 1995 година врз него беше извршен атентат во Скопје. По неколку месечно лекување на 10 јануари 1996 година Глигоров се врати на својата председателска должност. На 17 ноември 1999 година го заврши својот втор председателски мандат на 82 годишна возраст. Почина на 1 јануари 2012 година на 94 години во својот дом во Скопје. Глигоров беше добитник на бројни меѓународни награди и признанија и беше ценет и вреднуван за својата работа во целиот свет.
Министерката за образование и наука Весна Јаневска, одговарајќи на новинарско прашање за приредбата на ученици со импровизирани пушки и униформи на УЧК во Основното училиште 7 март во Челопек, информираше дека Државниот просветен инспекторат има доставено до училиштето соодветни насоки за дисциплинските мерки за кои ќе проверува дали се спроведени. Директорот требаше да покрене дисциплинска постапка кон одредена наставничка. Има и препорака за градоначалникот да се превземат соодветни мерки за директорот. Државниот просветен инспекторат ќе оди повторно да види што е направено. Овие процеси бараат време, тие се со рокови по закон. Ќе одат да видат што е направено, но она што е за мене најбитно, се договоривме со ОПСЕ заедно за да имаат доверба наставниците не само во Челопек и во другите училишта низ земјава, да имаат обука за мултиетничност, за соработка, за соживот, и таа обука ќе ја почнеме при крајот на јануари. Секаде каде што има минимално недоразбирање ќе се направи се што е потребно. Обуките се многу поважни од казните. Казните се обврска и треба да се исполнат и немам дилема, но обуките се важни. Контактот на едни со други, изјави Весна Јаневска по посетата на средношколскиот центар Моша Пијаде во Тетово за новинарите. Една
влачиш доброто, кај шле влачиш. Дал ти разбојот расипан, дал ти разбојот расипан и ти се нишките скинати и тие брдото скршено. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Брвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
сватови ке пречекуваме. Сватови ке пречекуваме од тоа село Тресино, од тоа село Тресино, за младо момче убаво. Виена лоза, Виена, лоза, Виена. Основното јавно обвинителство Скопје ја заврши постапката за обезбедување докази и поднесе обвинение против вкупно 10 осумничени лица дека учествувале во дејствија на криумчарење луксузни автомобили, како и фалсификување службени и други исправи, соопшти државното јавно обвинителство. Во текот на 2021 и 2022 година тие со лажни документи и преправени броеви на шасии внесувале во земјата автомобили кои биле предмет на меѓународна потрага, како и автомобили за кои на друг начин ја избегнувале царинската контрола. Двајца од обвинетите се службени лица, референти од Оделението за управни работи во Министерството за внатрешни работи, која овозможувале постапката за регистрација на возилата во државата, иако знаеле дека се криумчарени, се наведува во соопштението. Еден дел од возилата по неколку пати меѓусебно си ги продавале за да го прикријат криумчарењето, пошто ги оттуѓувале на крајните корисници. Во овие активности бил вклучен и 11-тиот осомничен, државјанин на Република Грција, за кого кривичниот прогон ќе биде отстапен на грчките органи. Заедно со поднесеното обвинение, надлежниот јавен обвинител на судот доставил предлог за продолжување на претходно одредената мерка притвор за четворица од обвинетите. По едно лице се трага, за кое веќе е распишана меѓународна потерница поради неговата инволвираност во други слични предмети со криумчарење луксузни возила, кој го водеше основното јавно обвинителство Скопје. За еден обвинет во сила се мерки на предпазливост, соопштува обвинителството. Домакине, добри гости ти дојдоја. Домакине, добри гости ти
Женати се, домакине породила. Женати се, домакине породила. Породила машко дете. Породила машко дете. Домакине, дене се јаде и пие. Домакине, дене се јаде и пие. Дене се свадба прави. Дене се свадба прави. Ако спиеш, домакине, разбуди се. Ако пиеш, домакине, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за волкот и еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа, ами само стенка. Замавнал еленот со рогатата глава, па прашал: како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка ја од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за еленот. Се стрчал кон него и му свикал: "Стој, каде одиш?" "Каде?" прашал еленот. "Унаму каде што тргнав." "Да не си мртнал," свикал волкот. "Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен." "Ајде, а зарем не те спасив од смрт?" прашал еленот. "Тоа нема никаква врска," одговорил волкот. "Нели ти е срам?" "Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот." Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок.
Тогаш Еленот предложил: ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласува. Потоа волкот си помислил: па можам Еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот Мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал Еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и Еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: ајде Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил Еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: ајде волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело низ толку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол: ајде Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.